Господин Николовски, денес јас и редакцијата на Инфомакс од страна на Министерството за внатрешни работи сме прогласени за безбедносен ризик. Минатата недела добивме закана за кривична пријава затоа што сме решили да објавиме вистина. Во неколку наврати од кај вас се обидувам да добивам да не стајте на мејлинг листа, за да можеме да најдеме на пресовите, исто се случува и со владата. И бидејќи кога ве критикуваме, наместо да одговорите се возвраќате со цензура, од сега ќе почнеме само да ве фалиме и да кажуваме дека се е розово и се е супер. И навистина, на прав пат сме, се е супер, се е розово во државата и да ме одговорите да ме прашуваме, бидејќи се средите во Македонија, дали СДСМ има стратегија за заштита на пилите мечки од климатските промени? Државата е на прав пат. И да се вратиме назад во мракот 11 години, во кој што се тепа и студенти, и новинари, се вршеше упади во телевизии, во медиуми, се вршеше невидена тортура и никој не смееше да збори јавно и да си го каже својот глас. Денес, после само 2 години, оваа наша Република Северна Македонија е на многу вистинскиот пат. Денес СДСМ се грижи за граѓаните, води одговорни, а не популистички политики, ги решава најтешките проблеми кои што се наследени од минатото и води грижа за секој денар собран од граѓаните. Водиме вистински, одмерени политики кои што се во функција на сите граѓани. И при тоа целосно поддржуваме секаков начин на слобода и на изразување и на слобода на говор. Ви упадате во еден медиум минатата недела? Веќе ви одговорив на прашањето. Повели. Слушнав ви во излагањето, рековте дека не го правите ова само пред избори, меѓутоа со оглед на овој ребрендинг кој што го правите вие, нешто слично се случува и во опозицијата. Се отвара ли простор за одржување на предвремени избори? Тука не мислам на оној термин што го спомнува премиерот, бидејќи тој практично влегува нели во терминот за редовни избори. Дали е можно пред октомври да имаме предвремени избори? Дали овие сите кампањи кои што се во насока на тоа, бидејќи искуството од претходните години ни кажува дека кога се ребрендирате и правите вакви, не само тие зборувам уште за сите партии, се оди кон избори. Има ли шанси за предвремени избори пред овој термин кој што премиерот го искажува во своите изведувања? СДСМ е подготвен во секое време за избори и ова не е изборна кампања. За мене ова темпо на работа на партијата, кое што се поклопува со активностите кои што ги преземам од првиот ден како генерален секретар, кој што професионално ангажиран тука, сметам дека тоа се редовни, тековни активности на сериозна и одговорна политичка партија, која што работи во функција интерес на сите. Ние целосно ќе бидеме посветени, како и во периодот на летото. Одржавме над 560 малски урбани средби. Тоа сега го гледаме дека почнува во рамки на опозицијата. Така да многу пред тоа ги започнав, пред било која кампања на било која друга политичка партија, ние започнавме и продолжуваме со еден редовен контакт со граѓаните на сите наши функционери. Тоа е согласно со етичкиот кодекс на партијата, тоа е согласно со новиот систем на работа. Ние направивме пресек на сето она што го имаме исполнето, реализирано од нашата изборна програма, од изборните програми на нашите тогаш кандидати за градоначалници, односно на целокупниот капацитет на одговорноста која што имаме, и затоа сметаме дека секојдневно треба да бидеме во контакт со граѓаните, да ги информираме за сето она што е реализирано, да ги слушнеме предлозите, идеите и сугестиите. СДСМ во текот на летото ги екипираше сите партиски комисии со 160 стручни лица кои што ќе бидат дел од оваа кампања на прав пат, кои што се поделени по различни области, по различни подсектори и кои што ќе треба да ги абсорбираат сите предлози, идеи, коментари од граѓаните кои што ќе бидат градени во секако и новата програма која што треба да следи, но и кои што може да се имплементираат се до крајот на мандатот.
како што кажав, интензитетот на активности на партијата ќе биде силен, ќе бидеме брзи во тој правец. Поставивме еден систем на делување во кој што ќе ги мобилизираме сите наши капацитети, сите функционери, се со цел да одговориме на потребите на граѓаните. Сметам дека заокружуваме еден сериозен процес интегративен, како што кажав, земјата беше изолирана пред само 2 години, денеска е најсветлиот пример за кој што не ние зборат сите светски лидери, тоа гледаме дека ни го кажуваат и тука и од надвор. И жалам што постојани се обидите на опозицијата да не кочи за во НАТО, да не кочи за во Европска унија, да кочи раст на плати, да кочи сето она што е добро за граѓаните. Затоа воопшто нема ни да ги коментирам, туку ќе бидам целосно фокусиран на системот на СДСМ, кој што е систем пред се за исполнување на потребите на граѓаните. Партијата ќе биде спремна во било кој момент за избори во кој што знам дека ќе ја донесе најсилната победа. И во тоа сме убедени, но оставаме можност понатака, пред се наша цел е придобивките и бенефитите од членството во НАТО, од интегративните процеси, од сите мерки и политики, граѓаните да ги видат во реалниот живот и сме убедени дека тоа ќе се случи и затоа сметаме дека најдобриот тајминг е октомври 2020 година. Го имаме и законот за попис, кој што има своји останати импликации во овој дел за 2020 година. Отворено е прашањето за изборниот модел, така ние како најголема политичка структура и најголема коалиција како и досега, во наредниот период многу поинтензивно ќе бидеме со граѓаните, без оглед дали следат или не следат брзи или редовни парламентарни избори. Што значи не се исклучува можност на пролетни избори? Ние сме целосно подготвени и овој систем на функционирање ќе биде целосно подготвен да одговори на сите потреби на граѓаните, затоа сум сигурен дека во било кој еден момент да има избори, дека ние сме целосно подготвени, но пред се е интересот на целата земја и интересот на граѓаните во тој поглед. Со оглед дека не одговоривте за белите мечки, а истовремено кажете дека на лажни вести, ме интересира дали на правиот пат има вселенска програма и обработка на тлото на месечината како земјоделие, поточно месечини. Пошто си зимате за право да обвинувате и да етикетирате со тоа кој лиферува лажни вести, земам за право да не ви одговарам на прашањето и на било кое народно прашање од ваша страна.